Од вчера две нови негователки позитивни на COVID-19 во делчевската градинка Весели Цветови во објектот 1. Со тоа во изолација одати 10 деца и 5 вработени, а 18 деца остануваат во самоизолација, со што објектот број 1 на детската градинка останува затворен за 7 дена, потврди директорката Билјана Симовска. Таа потенцираше дека во градинката доследно се спроведуваат и почитуваат сите протоколи за заштита од COVID-19, но кризата која го опфати светот не ги изостави и градинките. Во меѓувреме извршена е дезинфекција и се вршат редовни комуникации со епидемиолог и санитарен здравствен инспектор, кои ги даваат сите насоки за заштита, додаде директорката Симовска. Инаку претходните 3 заразени, една негователка и 2 вработени во кујна, во градинката во објектот 2, се уште не се вратени на работа, бидејќи немаат потврда за негативен тест. Додека 12 деца и 2 вработени кои беа изолирани поради контактот со нив се негативни и вратени од изолација, потврди директорката Симовска. Инаку, освен еден наставник во изолација, во моментов во делчевските 2 основни училишта и во средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, состојбата со COVID-19 е стабилна, изјави советникот за образование при општина Делчево Ванчо Новоселски. И онлайн наставата се одвива релативно добро и без поголеми потешкоти. Образовните институции, односно во 3 општински училишта, моментално немаме некои проблеми со COVID-19. Имаме еден наставник во изолација во овој временски период, други проблеми немаме. Онлайн наставата се изведува без проблем, како и наставата со физичко присуство на учениците. До сега немаме изолирани случаи со учениците. Знаете, ученици, односно деца како деца, можеби имаат нека обична настинка, па како превентива ќе им кажат наставниците, односно класните раководители да бидат одсутни, односно да седат дома. Во средното општинско училиште Методи Митевски Брицо 401 средношколеци ја следат наставата онлайн, додека во централното општинско училиште Ванчо Прке 150 ученици од прво до трето одделение ја следат наставата со физичко присуство, останатите учат онлайн. А со физичко присуство се учениците од 2 подрачни училишта на основното општинско училиште Ванчо Прке во селата Габрово и Звегор. Во централното општинско училиште Свети Климент Охридски пак 244 ученици од прво до трето одделение ја следат наставата со физичко присуство, останатите наставата ја следат онлайн. Во подрачните училишта на селата Стамер, град Вирчет, Работивиште и Разловци, сите ученици наставата ја следат со физичко присуство.